Учително градоначалник, колеги съветници, въз основа на член 39 став 2 от Закона за локална самоуправа, член 19 став 2 от статутът на община Валандово и член 60 став 2 от деловникът на Съветът на община Валандово, я свиквам 47-та редовна седмица на Съветът на община Валандово. На ова седмица вкупно се присутни 14 съветници, со што Съветът може пълноправно да одлучува. За 47-та редовна седмица го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Информација за состојбата со дивите депонии во општина Валандово. Точка број 2. Информација за состојбата со имотот на општина Валандово. Точка број 3. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК Победа Валандово. Точка број 4. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на спортски клуб проект Цико Јосипово. Точка број 5. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на општинската организација на Сојузот на борци Валандово. Точка број 6. Предлог одлука за одобрување финансиска поддршка на фамилијата Стојанови од село Јосифов Валандово за лекување на дете. Точка број 7. Предлог одлука за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот дизајнер Маја Рабаджиева од Валандово. Точка број 8. Предлог одлука за усвојување на урбанистичката ревизија за општина Валандово. Точка број 9. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Сдружение Чинар Турк Валандово. И точка број 10. Предлог измена на годишниот план за вработување на општина Валандово за 2021 година. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 46-та редовна седмица на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, записникот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен записникот од 46-та редовна седмица на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1. Информација за состојбата со дивите депонии во општина Валандово. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Колегата Мишков повели. Добар ден на сите. Председателе, сакам да прашам во врска со дивите депонии, дали планираме овие диви депонии да ги заградиме, што ги имаме, или да ги чистиме, да не постојат тие диви депонии. Затоа што ние не изборивме за тие диви депонии во населените места, во селските населени места, да постојат заради тешки шутови што ги носат за тоа што од Удово во Чалаки нема да ги носат сигурно. Али јас предлагам барем да се заградат и да бидат под некој надзор тие диви депонии. Благодарам. Благодарам, колега Мишков. За збор се јави градоначалникот. Повели градоначалник. Само накратко. Мислам дека поголемиот дел и од советниците и од јавноста е запознаено дека проблемите со дивите депонии, односно надлежностите, самите вие како советници пред 2 години гласате за пренесување на надлежностите од локално на централно ниво, односно на Министерството за животна средина, изминатиот период и преку Центарот за развој на Источно-плански регион се планира 10 општини, конкретно во нашиот регион, да почне да функционира регионална депонија, но бидејќи времето минува, дел од активностите општина Валандово си ги презеле и само пред се на
депонијата што е кај Чалоки, каде што за многу брзо време ќе почне да функционира и чуварска служба и да се стави ред, а низ населените места би било најдобро да ги затвориме поголемиот дел од депониите, бидејќи не се, например, да кажеме, на населено место удобна депонија, туку има повеќе мали, диви депонии, посебно во деловите покрај селото и горицките делови, знаеме дека голем дел од населението неконтролирано излага смет, без разлика дали тоа е градежен шуф, дали е нешто друго. И покрај тоа што работи комунално предпријатие, управува со сметот во поголемиот дел од населените места во општината. Така да, слободно дајате сите од вас доколку сметате препораки, но сметам дека најдобро е пред се да овој период ги затвориме колку што е можно поголемиот дел од депониите и да остане во моментот главна депонија која што се бави во Валандово. Благодарам, градоначалник. Повели колега Мишко. Началниче, јас не е реплика, само сугестија. Ние сме земеделски крај. Ние да ги затвориме депониите во пример сега во село Удово, да затвориме нашите депонии. Овој месец се бери кромит, местноста викано Разлика е полна со кромит. Значи цели трактори. Никој нема шутот кромит да го донесе во Чалаки со тракторот, него ќе го фрле во таа депонија. Во таа депонија ние може да заградиме и да ни користи на две села, не мора само на Удово. Јас за тие, иначе ѓубрето секак се собира више во континерите, нема ли ние проблем с тоа, него со овој отпад треба да го собериме поблиску. Јас знам дека имаме централна депонија, планирате да направите го. Тој шут нема да дојде во Чалаки, него да бараме начин да го стават сите на едно место, не да направат реката цела депонија. Тоа не. Благодарам. Благодарам, колега Мишков. Еве градоначалникот уште еднаш. Благодарам, председавач. Па исто да го зборувам и јас, бидејќи некој кој носи таков шут да одлага, покрај кромитот носи и столови, маси, фотели, стари шпорети. И во прашање се големи мал милион депонии кои што се формираат и големи проблеми кои што имаме во населените места. Мислам дека конкретно во Удово, по превземањето на управувањето од јавното комунално предпријатие, дека во населеното место е веќе во голема мера решен проблемот, но од овој аспект сигурно дека треба да се разгледаат повеќе можности, но мислам дека клучното е сите заедно, пред да бидеме тука функционери сме граѓани, да апелираме, тука треба да ни помагаат и локалните медиуми за неконтролираното излагање на смет. Благодарам. Благодарам, градоначалник. За збор се јави колегата Пандер. Повели. Јас неколку збора, почитувани колеги. Овие диви депонии и покрај тоа што јавното предпријатие, еве конкретно во Јосифово, може би Удово и Пирава, според мене доста задоволувачки се врши функцијата, значи го собира сметот на време да има поставено контейнеринг и тоа нашите граѓани понатаму што вика Липче колегата, добро што стекнаа навика да не фрлат смет или шут веќе низ полето, фонд Вардар, Кантонска река е загадува, барем уште имат навика да носат во таа депонија ако воопшто се нарекува пива, меѓутоа јас не би рекол бидејќи сите таму носат одреден отпад. Меѓутоа ние како локална самоуправа заедно со јавното предпријатие може би треба да најдеме некој начин додека ова што го каже градоначалникот, да има некоја претоварна станица или тоа да се клопа па да се запретува тие цикли, камења или кромит, не е битно што е. Може би на селата им треба и таква работа, дека комуналното предпријатие од контейнерите не може да му ставиш и шути и кромит и не знам што го нека. Така да, ако на некој начин тие се заградени, може би да не предизвикуваат и други последици, бидејќи јас морам да ви кажам една случка што има видено пред 2-3 месеци на официјалната наша депонија во Чалаки.
колеги, тоа што го видов таму е стварно застрашувачко, во смисла, окей, луѓето си е терат. Видов 100 крави. 100 крави како лежат и јадат нешто таму внатре. Кој дојде од вас, јас некој да ми кажуваше не ми верувам. Внимавајте, ако ние предпоставам дека од тие крави некој може би унесат да купува месо, или купува млеко, или сирење од некој. Тоа е опасна работа. Тоа треба, не знам, поскитно да се разговара со тие луѓе, да не смеат да имат приступ таму, бидејќи стварно е тоа многу лоша работа. Јас навистина, значи, ако тоа место се продава на територијата на општина Валандово и дали да е, или млеко, е страшно. И околу тој дел, јас знам, не сме мала општина да се загради таа депонија, може би кошта пари или Јосиповската, или Удовската, меѓутоа треба да се најде заедно со јавното предпријатие или чуварски служби или нешто. Имаме големи проблеми по тој дел. Додека се направи тоа регионално. Тоа го зборуваме многу години, дај Боже да дојде момент да има некоја регионална депонија, може да се намалат овие проблеми што ги имаме сега. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, информацијата за состојбата со дивите депони во општина Валандово е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена информацијата за состојбата со дивите депони во општина Валандово. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Информација за состојбата со имотот на општина Валандово. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Колегата Пандев, колеги. Јас, колегите се осврнат на тој дел, претежно ово имо че го имаме, се однесува на стари домови, кои се скоро веќе 99% во фаза на распад. Тие некогаш се правени за многу намени, зашто тоа е времето пред 50 на години, кога луѓето ги користеле што за игранки, што за киносали, што за собири. Меѓутоа се сменија годините, генерациите и времињата и тие скоро да не се во никаква функција. Јас сакам да кажам, дури да давам некој мој предлог, за да го прератуваме сега пред началникот локална самоуправа и централна власт да ги тие реновира, да ги адаптира, прво треба да се постави прашањето што ќе правиме со нив. Еве сега да кажеме, да го земам да не зборам за тие некои што се веќе скроз паднати или пропаднати. Или пред неколку години во Керава се реновираше домот. И сега јас си викам што се оти, знаеш, кога е реновиран треба да има некоја намена и некој после тоа треба да го одржава, некој тоа и понатаму. Сега спајка, да кажеме, некој начин, што фасади, што крови, што плафони. И тој служи само кога има избори да се соберат вомаровците и чесовците таму и завршена приказка. Толку е, али еве Јосипово, сега да го земеме Јосиповскиот дом е бил некогаш во добра состојба и добар, меѓутоа сега е стварно катастрофален. Некогаш и ние помалку занимаваме со политика, викаме ќе го направиме, ќе го ставиме. И јас викам така, еве сега да направиме план и програма или да началникот да направи. И треба да поставиме прашање што, откако ќе го направи, ќе вложи 100.000 евра во него, што ќе му биде намена. Во Јосифово има спортска сала. Во Јосифово има училиште кај што треба, можеби треба да се одржи некој соби дали за граѓаните на местна заедница. Па ако треба некоја кампања, ако се направи договор, може се прават во спортски сали, кога е нели, претежно се надвор. И затоа и јас сум, можеби, единствен, што би сакал тие домови, доколку е можно, да се отуѓат. Стварно да се отуѓат, ќе се преберат пари, општината ќе има некој интерес во смисла доколку тие се отуѓат и се стварно да се стават со некоја клаузула дека тој дом треба да биде во функција во наредните 3 години, како што државата продава земјиште и вика за 4 години треба да се направи некој капацитет и 2 човека и 20 да се работат е интерес и на општината и на државата. Јас ќе ви кажам еден пример, можеби малку ви земам уште малку време. Стариот дом кога го купував од локална самоуправа бев многу обвинуван, меѓутоа таму го почнав бизнисот и тоа беше руина падната. Меѓутоа долго време таму работеа 60 луѓе. Долго, до пред индустријска зона Валандово. Значи,
бев обвинил, а шо и да нещо го купил тога што е стар, задушено, не знам дали се няма каша црквата, и себе и ден денес кај е функција тога. Значи, тој и сега работи. Ако беше така, ако не и аз, ќе го земеше некој друг. И најнакрај уште ќе беше во центарот на Исифова руина. Ем ќе ни го наградува селото, ем не е безбедно, нели, влегува разни луѓе, деца, внатре и било шо. Еве така и сега, јас да прилика го информирам градоначалникот, знае тој, му пуштив слики до Симонскиот дом, предпоставам некој наркомани. Има прво да го палат, внатре, од доле патосот. Таа се бајде столе овој дечкото што работа во јавното предпријатие, ме повика од дома, јала да видиш во дому, као мене още сум некој председател на местна заедница. Тоа беше се демолирано, брате. Од столови, овој дърви што останаа, прозори, врати. Значи, мислиш ке земе надпис и тоа малку нешто што останало да го допрши. И затоа, ако има начин опче, да размислите на началникот, според мене да се стават клаузули, да се стават реално во функција. Не е битно колку ќе се продава. Ако може воопшто да се продава, подобро да биде во функција, колку така да скапуваат, или па ние сега како локална самоуправа да улагаме пари во тие, да задолжуваме општините или да трошиме пари, според мене беспотребно. Благодарам, колега Пандев. Дали има некој друг за збор? Видите, никој друг не се јави за збор. Втората точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена информацијата за состојбата со имотот на општина Валандово. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК Победа Валандово. Со ова одлука се одобруваат 60.000 денари на ФК Победа Валандово за реализација на програмските активности. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК Победа Валандово. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на спортскиот клуб Проект Ципо Јосифово. Со ова одлука се одобруваат средства во износ од 120.000 денари на спортскиот клуб Проект Ципо Јосифово за реализација на програмски активности. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Го молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на спортски клуб Проект Ципо Јосифово. Преминуваме на петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на општинската организација на Сојузот на борци Валандово. Со ова одлука се одобруваат средства во износ од 10.000 денари на општинската организација на Сојузот на борци Валандово. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Колега Замов, ќе ја молам. Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Ме молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на општинската организација на Сојузот на борци Валандово. Преминуваме на шестата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување финансиска помош на фамилијата Стојанови од село Јосифово Валандово за лекување на дете. Со ова одлука се одобруваат средства во износ од 30.000 денари финансиска помош. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Колегата Мишков повели. Затоа јас барам, ако може, да се покача малку ова помош. Ова е, јас мислам, многу мала помош за
лекување за тоа дете. Гледаме туку одобруваме пари за потребни и непотребни работи, а ако станува збор за здравје, јас мислам, овие се многу малку пари. Барем 60.000 денега предлагам, ако може. Ако може. Благодарам. Благодарам, колега Мишков. За збор се јави градоначалникот, повеќе градоначалник. Благодаря, председател. Изминатиот период со членове на истото семејство разговарав. Ние знаете дека имаме и годишен правилник како се делуваат средствата, затоа вакви одлуки носиме на седница на Совет, бидејќи имаме простор и можност да надвор правилникот обезбедиме поголема финансиска поддршка. Општината Селвеш стои на располагање, посебно за вакви случаи, и јас сметам дека и по консултациите кои што ние ги направивме, дека сумата од 60.000 денари може да биде прифатена и усвоена. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување финансиска помош на фамилијата Стојанови од село Јосипов Валандово за лекување на дете. Преминуваме на седмата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за финансиска поддршка на проектот на модниот дизајнер Маја Радаџиева од Валандово. Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 30.000 денари како финансиска поддршка. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставен на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за финансиска поддршка на проектот на модниот дизајнер Маја Радаџиева од Валандово. Преминуваме на 8-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за усвојување на урбанистичка ревизија за општина Валандово. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Да ми возложи. Да, ако нема за збор, Григорий може. Да ми Дали што е само отговор? Добар ден на сите од мене. Урбанистичката ревизија како документ, мислам дека сите ја добивте на мејл, можете да ја погледнете. Ја изготвила службите во општина Валандово и истата представува услов за добивање на грант во висина од 27% од грантот кој што општина го зеде за набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги. Се сеќавате тие пред неколку седмици ја освоивме таа одлука во која што општината ќе земе подзаем од страна на Министерството за финансии и 27% ни представуваат грант за општината. Сега во овој документ е направена слика на сите населени места со инфраструктурата која што е изградена во нив и една табела која што се вика СИПУ, тоа е список на услуги за програмирање на услугите, во која што спрема инфраструктурата која што имаат населените места. Самите населени места се рангираат според најслабо рангирани и најдобро рангирани населени места. И можете да видите дека најслабо рангирани населени места во општината не се Кочули, Казандол и Прстен, кај што имаме најслаба инфраструктура, додека најдобро рангирани места се Удово, Јосипов, Пирава и Валандово. Сега грантот општина Валандово е должна да го искористи во населените места кои што најслабо стојат. Значи грантот се однесува за тие населени места за подобрување на услови. И тоа е всушност документот кој што беше усвоен од страна на Министерството за финансии, денеска е на Совет на општина Валандово по усвојувањето. Повторно ќе биде разгледан од страна на Светска банка, канцеларијата во нашата држава и веднаш после добивањето на механизацијата ќе можеме да го искористиме и овој грант од Министерството за финансии. И благодарам, ако има прашање, слободно. Благодарам, Григорија. Колегата
Занов се яви за збор, повели. Сега хубаво ще те разбрах, дали хубаво те разбрах. Значи, ние имаме за грант от 27%. От вие пари или други? Значи, овие пари не са само за механизацията, koja ще добия. Сега, 27% ќе добиеме плюс на тия Що пари. ако е 5 милиона, 27% е грант. Да, и тия ќе се изкористат во От тия населени места, да. Но исто така... Защо? А, За инфраструктура или за... Не ставам збор за много пари за инфраструктура, тие са около 700 денари. Най-вероятно, за да се усогласи с сите, ќе бидат набавени за решаване на проблемот со диви депонии, за набавка на контейнери, корпи за отпадъци, со тоа што ќе може да се изкористат и за другите населени места да бидат поставени. Значи тия ще вземат пари и да кажат дека са за тия, значи контейнери, депони, контейнер трябва окочени. Или опръскани. Така ли? Не, значи, ќе бидат повеќе, но тие ќе одлучат зашто точно ќе им бидат повеќе. Тоа ќе дојдат во контрола, ќе ги погледат населените места и спрема тоа што ние грантот го користиме за набавка на механизација. И сега, плюс пари ќе ни дадат за уште подобро. Значи, дали ќе ги чистиме неколку диви депонии, ќе набавиме контейнерност. И не само, значи ние ќе ги покриеме трите населени места, но доколку не стануваат уште средства, ќе ги искористиме и за други населени места. Тие се секој за општина во Лондон. Благодарам, Григорија. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката е ставен на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и усвоена предлог одлуката за усвојување на урбанистичка ревизија за општина Валандово. Преминуваме на 9-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Сдружение Чинав Тур Валандово. Со ова одлука се одобруваат средства во износ од 30.000 денари за реализација на програмски активности. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Колегата Занов, повели. Искам на вас да кажа, председател, ако знаеш што Сдружението, да кажеш нещо. Слушам. Чинато Валандово или Калко? Слушам. Калко мислим. Председател кажа Валандово. Председател ти кажа Валандово, Чинато. Чинав Тур? Калко. Ќе давам јас Во информација. одлуката е Валандово опишано, али Чинав Тур Може и тук, може да да следваш. така е регистрирано. Вака. Поштовани колеги, поштовани медиуми, Сдружението Чинав Тур е регистрирано во Валандово. Името му се води како Чинав Тур Валандово за граѓаните на општина Валандово и околу. Така да, еве, чисто од страницата на Сдружението, ќе прочитам неколку активности на Сдружението што имат направено. Мислам дека се активни и сите активности нивни ги споделуваат во страницата, тоа и на турски и на македонски јазик. Еве едно нивно активност од 4 април 2020, фактички лани. Како и целиот свет, така и Северна Македонија очекувано е да се соочи со економската криза. Сите треба да се залагаме за да ја подобриме ситуацијата. Организацијата за Сдружението Чинав Тур Валандово посети сираци и семејства без приходи на Валандово и во Струмица. Донираше помош, паквите семејства не треба да бидат запоставени, особено во овој тежок период во кој се соочуваме со пандемијата. Потенцираме дека додека трае ситуацијата на коронавирусот, раководителите на Сдружението ќе бидат ангажирани и ќе им помагат на загрозените семејства. Тука имате нешто слики. И после на 5 април 2020 денес раководители на Сдружението ги посети фамилиите во Корешница, Бислинци, Марвинци, Пирава. После тоа имат едно друго на 12 мај, каде биле во Радовиш, општина Радовиш и околу. После тоа дека на 21.5.2020 отвориле канцелари во село Калково. И така да се до последното нивните активности се на 12 мај. Значи пред Рамазан Бајрам што подели некои пакети за децата, некои донации овоне. Така да овие прв пат се обраќаат до општина Валандово. Значи нивните активности што се планираат се огромни посредства, 30.000 денари се само мотивација за таа Сдружение. Така да ги повикувам сите советници да гласат за. Благодарам. Благодарам, Ерсан.
Дали имаме некој друг за збор? Значи, најверојатно така е запишено во одлуката за Валандово, така е регистрирано. Не е јако. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на Сдружение Чинах Тур Валандово. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Предлог измена на годишен план за вработување на општина Валандово за 2021 година. Отварам расправа. Дали има некој за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, предлог измената е ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, нема против, 4 воздржани и се изгласани предлог измените на годишниот план за вработување на општина Валандово за 2021 година. Со ова целосно исцрпен усвоениот дневен ред.